Во пресред на составувањето и планирањето на буџетот за 2023 година, општина Тетово денес организираше јавна дебата, на која беа поканети граѓаните, невладините организации и здруженијата. На дебатата сите раководители на сектори ги презентираа своите годишни планови и програми, наменети за капитални инвестиции, подобрување на инфраструктурата, инвестиции во училиштата и градинките, во културата, спортот и други сфери. Вкупната сума на буџетските средства е 24,4 милиони евра. Од кои околу 19 милиона се блок дотации кои одат директно за финансирање на пренесените надлежности во локалната самоуправа, како што се школите и градинката, но околу 7 милиони евра се самофинансирачки средства со кои ќе се финансираат потребите на општината и околу 2 милиони евра се донации за различни проекти, каде имаме ние поднесени проекти, се надеваме дека ќе ги добиеме истите, околу 700.000 до 800.000 евра се самофинансирачки средства на институции во рамките на општината, како што се школите и градинката. Советниците со своји предлози за приоритетните проекти кои треба да се реализираат. Решавање на проблемот со кучињата скитници, потоа приоритет ќе ни бидат православните гробишта во Фалише. Довршувањето на капелата е при крај и ќе гледаме да ги решиме проблемите на улиците во централното градско подрачје кои се раскопани, не реконструирани со години. Гледам дека во програмата нема предвидено средства за паркови, но ние како советничка група ќе инсистираме поранешниот спортски центар, односно слободните парцели на поранешниот спортски центар да бидат парк. На улицата 132 да се реконструира целата купната улица, потоа поставување спортска опрема во Ајдучко мало, обновување на спортскиот дел под тениското игралиште, расчистување на теренот, решавање конечно на проблемот со капелата, ограден зид на градските гробишта во село Фалише, да се одвојат средства за прослава, тоа за украсување на нашиот град, да се отворат повеќе работни места за социјалните случаи. Да се активира и комисија за социјална поддршка и потреби, особено делот на жени кои што имаат потреба за институционална поддршка, особено самохрани мајки кои што имаат потреба и институционална поддршка. Така да на овој дел ние ќе се потрудиме во институционална форма да им даваме поддршка. Ние на седницата ќе предложиме и собираме информации нон-стоп од граѓаните од сите делови на градот и ќе инкорпорираме наши проекти што ќе бараме да се воведат во буџетот, ќе предложиме некои ставки на буџетот да се променат од тоа што сме анализирале до сега. И граѓаните и невладините организации имаа можност да дадат предлог. Мојот предлог денеска за јавната дебата ќе биде конкретно да предложам на општината за да се формира општински совет за превенција на детско престапништво, бидејќи ова представува и законска одговорност и обврска за сите општини во државата, која фактички до сега не е исполнета од страна на општината Тетово и од повеќето општини во нашата држава. Инаку предлог буџетот ќе се гласа на седница на Советот закажана за идната недела.